Добро вечер во 24 анализа. Се смирили тензијата меѓу жителите на Тимјаник. Кој стои зад протестот и неприфаќањето над 4 деца со попреченост кои треба да бидат сместени во ова неготинско село? Како Неготино лидер во оваа област стана мета на јавноста? Како живеат лицата со попреченост кои веќе се интегрирани во општеството? Што предвидува проектот на Министерството за труд и социјална политика? Во студиото со мене се Душан Томшич, посебен советник во кабинетот на Министерката за труд и социјална политика, Александра Велковска, директорка на специјалниот завод во Демиркапија, Лолита Ристова, раководител на Оделение за локален економски развој во општина Неготино, и Гоце Николовски, раководител на стамбени заедници за домување и поддршка Порака Неготино. Добре дојдовте за сите. Тоа што деновиве се случуваше, односно во понеделникот се случуваше во Тимјаник, не го остави никого рамнодушен. Беа кажани многу тешки зборови, се виде една лоша слика, многу бес, многу тензии. Каква е сега состојбата? Се смирија тензиите? Имам информација дека градоначалникот Тони Делков бил таму. Каква е сликата? Какво е расположението? Се менува ли расположението кај граѓаните? Добро вечер, сакам да пренесам поздрави во име на градоначалникот на општина Неготино, кој што поради службени обврски не можеше да биде присутен вечерва на оваа емисија. Меѓутоа се надевам дека ќе успеам да ги пренесам сите оние ставови изградени и се она што на некој начин е направено во изминатиот период по немилите настани кои што се случија во населеното место Тимјаник во општина Неготино. Сметаме дека во периодот по настаните кои што се случија до денес состојбата се менува. Тоа е очигледно. Имаме позитивен напредок во состојбите, тензиите се смируваат и што ни е посебно драго. Тоа што се случи, кога се случи, представува за нас исто така едно изненадување. Зошто? Прво заради тоа што Неготино, како што и самите рековте, представува лидер во делот на процесот на деинституционализација. Ова е нешто кое што е почнато уште од 2003 година во општина Неготино, со отварањето на центарот Порака, па со стамбените единици во 2008, за да се премине во служба за домување во 2009 година. Немилите настани кои што се случија во Тимјаник, сметаме дека и можеме да ги третираме како една, можеби, изолирана состојба на дел од граѓанството. И не можеме да го генерализираме како целосен став на населението во село Тимјаник и на градот Неготино. Добро, на поприлично на жители имаше излезено на протест. Да. Утврдите ли кој стои за сето тоа? Кој е авторот на плакатот кој што повикуваше на протести и кој што имаше дискриминирачка содржина? Градоначалникот во неколку наврати направи средби со граѓани, така да кажеме, и со помала и со поголема група на граѓани, од каде што сознанијата од теренот покажуваат дека имало повеќе дезинформации, неточни информации пласирано во јавноста, кои што на некој начин направиле подбуцнување и доаѓање до една ваква тензична атмосфера. Изманипулирани. Не би сакале да кажеме дека изворот на информациите може би и доаѓа на дел од вработените од специјалниот завод Демиркапија, кои што имаме такви сознанија. Значи, тоа се сознанијата од луѓето со кои што е разговарано, дека може би поради загриженоста за нивните вработувања допринеле со нешто да презентираат една несоодветна слика и во однос на корисниците, и во однос на тоа како ќе обстојува оваа служба, но најмногу од се реакцијата на граѓаните во сите разговори кои што се водени со градоначалникот се однесуваат во однос на локацијата. Да. Тие сметаат дека локацијата, која што е на предлог на Министерството како просторни услови, кои што во моментот се адаптираат за оваа намена, не се најзадоволителни од самото тоа што се наоѓаат на еден транзитен регионален пат на потегот Тимјаник Долни Дисан, заради тоа што тоа е место кое што е изложено на
проаѓање на тешки моторни возила, земјоделски машини. Не е оградено. Исто така, не е оградено, исто така во одредена сезона од годината овдека се случуваат земјоделски работи од типот на откуп на грозје, што представува од своја страна навистина можеби и не најсоодветно и најидеално место. Затоа сепак сметаме дека во целата оваа состојба Министерство за труд и социјална политика, како надлежно министерство во водењето на процесот на деинституционализацијата, има направено добра анализа и го има понудено овој простор за оваа работа, согледувајќи ги сите аспекти, без оглед на тоа што местното население укажува дека локацијата можеби и не е најидеална. Но градоначалникот укажа упати писмо до премиерот Заев во кој што им пренесува дека локацијата не е точно така, да. И информацијата до владата од страна на градоначалникот беше насочена токму во тој правец дека најголемата реакција на местното население на село Тивнаник се однесува токму на изборот на самата локација. Тоа се првичните информации кои што може овака Сега го менува ли ставот градоначалникот околу локацијата ако се адаптира нешто, ако се загради? Околу локацијата, значи сметам дека еве тука се представниците од Министерството и ќе дадат тие свое видување. Тие ќе кажат. Меѓутоа, она за кое што ние сакаме да кажеме дека во разговорите со местното население беше потенцирана истата таа локација како една можност, наместо да биде за групен дом за дечиња со посебни потреби, истата да биде искористена како простор за адаптација за деца од предучилишно образование. Меѓутоа, локацијата е истата е локација, така да тоа не е оправдување и ние го третираме и нашиот став како општина држи во тој правец и остануваме во тој правец дека ако тоа не е најсоодветната локација за групен дом и згрижување на дечиња со посебни потреби, исто така не може да биде и соодветна и идеална локација за згрижување на предучилишни деца, каде што уште повеќе може да бидат изложени на поголем ризик, затоа што треба да имате тие деца се движат. Можат директно да излезат на улица. Исто така треба да бидат соодветни условите за целодневен престој на тие дечиња, за згрижување, за организирање, за игровни активности на отворено на престој. Така да во овој дел, значи, не се согласуваме и ние потполно со ставовите на местното население дека ако не е тоа, би требало да биде за тоа. Добро, на крајот се испостави дека не сакаат ниту градинка, не сакаат ниту децата да дојдат, се виде дека не ги сакаат децата, се виде јасен став. Какви се вашите сознанија во заводот во Демир Капија? Уплашени ли се вработените? Точно ли е дека ќе останат без работа дел од нив? Најпрво добро вечер од мене. Чест ми е што сум гостин во вашата емисија и што имам прилика јавно да се обратам на целата јавност и на најважно на вработените во нашата институција. Значи, нормално е, природно е да се плашиш за своето работно место. Мислам дека тој страв најмногу постои заради претходните искуства на дел од вработените, во случајот порака. Никако беше сето тоа погрешно представено. Сега, во оваа етапа на деинституционализација, во оваа етапа за прв пат специјалниот завод, јавната установа специјален завод Демир Капија е провајдер на услугата, односно со изготвување на интерниот акт, односно правилникот за внатрешна организација на нашата институција, живењето во стамбените единици на дечињата, односно на корисниците, е предвидено на малите групни домови, е предвидено како посебна служба во делот на институцијата. И сметам дека баш заради тоа сите вработени се заштитени и нема место за страф. Напротив, сите знаеме дека стандардите за спроведување на овој процес бараат дури и повеќе вработувања. Тоа значи дека нема да има никакви отпуштања, за секој што сака да работи нема да има никакви отпуштања. Во неколку наврати истото и министерката го потврди, еве и јас лично се залагам да нема ниту едно губење на работно место. Тоа значи дека ќе патуваат, ќе бидат дисперсирани тие центри. Би било добро да напоменам дека во делот на патувањето, свесни сме дека тоа е дополнителен трошок за нашите вработени. Се залагаме во текот на оваа недела да обезбедиме и превоз за вработените, така да ги скратиме и од тие трошоци. Ќе биде олеснување и за нив. Се шират
да расчистиме малку околу овој дел, се шират и спекулации, одат значи до граници на тоа дека таму ќе се отвараат кампови за бегалци, дека целта е да се испразни заводот. Има различни верзии, многу спекулации и со тоа се создава и немир кај населението и во Демиркапија. Камповите за бегалци се зборат една година и не видовме ни еден камп и мислам ние тоа воопшто никогаш не било ни планот на министерството дека тоа ќе се случува. Значи ние многу внимаваме пред се на вработените во сите институции што ќе влезат во процес на трансформација и тоа ни е една од првите 3 точки на кои што се размислува. Значи првата е корисниците и нивните индивидуални планови, тоа каде они треба да искочат, втората секоја се вработените и третата се постојните објекти и што со нив понатаму. Значи, во ниеден случај не инсистираме на брза трансформација, баш од причина што овој број на вработени кој што за Демиркапија 120 не е мал. Внимаваме како и каде ќе отвараме зеници и пред се што ќе се случи со зградите и какви служби они понатаму ќе извршуваат за да сите останат на своите работни места. Сакам да кажам дека процесот на трансформација на една друга институција во Скопје побарува нови дополнително 18 вработувања на постојните кои што работат во тие институции. Така да сите сервиси на индивидуална кои што се базираат на индивидуална подршка и нега еден на еден, сигурно дека ќе има потреба плюс вработени кои што. Така да ја сакам да дадам еден апел од страна на Министерството за труд дека никој нема да биде отпуштен и дека исклучително водиме сметка, значи имаме ангажирани надворешни експерти кои што прават трансформацијски планови специјално за заводот Демиркапија и за Бања Банско Струмица, каде што има 5 точки, во која што една од точките е вработените, нивен тренинг, оспособување, задавање на услуга надвор од заедницата или во заедницата, така да сметам дека они само треба да научат да работат на еден поинаков начин од оно што досега го работеле во нивните. И за прв пат, Дуле, само да те дополнам, и за прв пат во планот за трансформација на институциите се вклучени вработените како чинители во тој. Досега никој ли не им објасни на вработените што е всушност овој проект за кој што ќе говориме ние подолу, што ги очекува нив? Значи имаше неколку не ги запознавте ли со посети на министерката во заводот Демиркапија, имаше обуки од страна на експерти од Англија, лицата кои што ги прават трансформацијските планови седеа во Демиркапија, значи стратегијата која се правеше, имаше студентски кампови од Словенија, професорот, значи седеа заедно со сите вработени таму. Така да не сметам дека не се работи за неинформираност, туку за некако плашење да се трансформира работата која што работите, бидејќи јас работејќи по сите институции сметам дека не се институционализирани само лицата кои што се сместени таму, него дека шаблонот на работа институцијата им го наметнува и на вработените, дека таа рутина кога сакате да ја промените, доаѓа до отпор. Не сака да си го напуштат, бидејќи се од таму, претпоставувам дека се од Демиркапија повеќето. Мал број се од неготина. Во делот, ако може да дополнам, во делот на планирањето кога го спомнавме како и на кој начин се презентирани значи новините во делот на процесот на деинституционализацијата, она што сметам дека можеби е направена мал превид во чекорите од страна на ресорното министерство е дека можеби целата постапка не е благовремено алармирана и информирана кај местното население во село Тимени. Вообичаено во политиката на нашиот градоначалник е транспарентно планирање на сите проекти и активности. Ама имаше состанок министерката со сите градоначалници каде што беше побарано локалната самоуправа да нели спроведе чекори за сензибилизација на така и тоа е направено. Значи тоа беше направено во два состанока. Значи вие сте требале да го известите локалното население. Беше направено тоа во два состанока и уште на тие два состанока кај нас беа предочени овие работи во смисла на несоодветно место каде што би бил поставен овој групен дом за згрижување на дечиња со посебни потреби. И од тука сметаме дека можеби малку порано требаше да се почне овој процес, така како што е почнат на национално ниво, така да се почне и тука. Зошто? Заради тоа што доскоро овој центар, во моментот кој што сега се преадаптира за оваа работа, беше дневен центар за пензионирани, за стари лица. Ама без корисници. Без корисници, нема одржливост, нема оправданост постоењето на истиот и токму од тие причини е позитивна и ја поздравуваме ние идејата за оваа работа што ја прави Министерството за труд и социјална политика во овој домен, меѓутоа од аспект на запознавање на местното население можеби требаше да биде направен еден чекор порано. Но има еден друг момент, зошто па вие како општина не го повлековте плакатот, повикот, кај што се повикува на бојкот, на протест,
излепен из цело село на социјалните мрежи, што од така. општината, од луѓето од општината беше јасно укажувано, значи од сите луѓе кои што беа таму од страна на општината, од Вработени и од некои други, беше кажано, им беше укажано дека не е тоа соодветен начин на изразување или на некој начин. Не соодветен начин, имаше плакати излепени кои што сите ги читавме. Беше укажувано и велам дека по овие немили настани сигурно дека поголем дел од локалното население се каи на некој начин за стореното, не се согласуваат, не е тоа генерална перцепција, меѓутоа тоа што се случи, се надеваме дека Ти ги прифата децата? Дека во иднина ја работиме на менаџирање на ова, ја менаџираме состојбата и сметаме дека вакво нешто не смее да се случи во иднина. Јас мислам дека и овој за нас е научена лекција и дека сепак согледувајќи не е само Тимјаник во прашање, се работи за многу места во Македонија. Треба да се работи, колегата да се каже едуцира. Гоце и за Скопје. Он ќе си го каже примери, така точно да својот дел. мислам дека треба да се работи на подигнување на свеста и на тоа дека Кој треба да работи на подигнување на свеста? Ние како министерство треба да работиме на подигнување повеќе на свеста преку локалните самоуправи при вакви состојби за да успееме малку Значи признаваме дека малце потврлија работите. Не дека потврдя, него генерално дека свеста треба да се подигне, не само за овој случај, генерално е ниска свеста кога се работи за лицето со преченост. Цела држава, особено така. И дека треба да се поработи малку на знаењето на состојбите. Се каже, да. Значи во поголемите средини е истата ситуација. Ние во Скопје работиме и во Неготино. Истите... Не идувате на отпори? Да, и во Скопје не идовме на отпор, и во Неготино не идовме на отпор. Отпорот беше... Уште траат тие отпори? Има отпори, да. Како и беше порано? Значи, при сместување во стамбена заедница во Нова, не можеш да најдеш стан. Значи, луѓето имат отпор. Кога ќе разберат дека ти сместуваш лице со хендикеп, тоа е табу за нив, непознато. И ви откажуваат? Откажуваат. Го откажуваат станот? Да, тоа е тоа. Значи, жално, ама вистинто. Не е само Неготино, не е Тимјаник, тоа е цела Македонија и Скопје. Значи, ќе кажам пример. Да не се залажуваме, значи. 2012 година, при преземање на стамбените заедници во Скопје, требаше да вселиме стан во Лисиче. 2 дена по вселувањето во Лисиче, значи, се собира петиција од станарите со истите зборови. Не сакам да се вратам назад, само се сетив кога го гледав видеото во живо. Истите зборови, истите термини беа употребувани, дека не сакат да бидат нивните деца да растат во присуство со лица со хендикеп, дека не сакат да ги гледат во нивно присуство, да со ултиматуми во рок од 24 сати да се иселите од тука. Значи тоа се дешава и во Скопје. И тоа пред нивните очи, да. Поставувам. Чудно е што во Неготино веќе, значи, работиме активно, значи во Неготино се стамбените заедници веќе 10 години и не ми беше јасно и мене. Мислев дека Неготино веќе се прилагоди, така? Неготино живее со лицата со хендикеп. Тие се насекаде, тие се присутни во сите настани на општината. Значи општината значи ги организира со нив сите настани. Свети Трифун, значи посети при прослава на 3 декември. Па имаше посетено со сите институции, секаде салата беше преполна. Значи го поддржуваат неготинчани овој процес. Чудно е како се случи. Можно ли е да го завршиме овој дел со Тимјаник, можно ли е тука и политиката да замешала прсти? Се е можно. Се е можно. Се е можно, се е отворено. Меѓутоа тука сме за да на некој начин и преку оваа емисија уште еднаш влијаеме на подигнување на јавната свест, на меѓусебно разбирање и помошта која што им е неопходна на овие дечиња. Ваквиот процес на деинституционализација не само што треба да биде прифатен од заедниците, треба да биде на широко, на голема врата прифатен од страна на заедниците и овие дечиња треба да бидат сосема интегрирани во животната средина. Токму поради тоа што, еве повторно ќе кажам дека Неготино во делот на инклузивното образование, тоа го прави и во редовната настава, тоа го прави од предучилишната возраст. Значи, имаме сосема инклузија на вакви дечиња и во предучилишната установа и во двете основни училишта. Во моментот ние токму работиме на еден друг проект каде што преку општинско корисна работа, проект кој што сега во моментот не е во фаза на аплицирање, во соработка со Агенцијата за вработување и со UNDP, каде што бараме во двете основни училишта и во едното средно училиште да бидат вклучени вакви образовни асистенти кои што ќе им помагаат на дечињата, односно ќе им помогнат на родителите на дечињата за време на наставниот процес да може да ги придружуваат, воедно да им помагаат и на професорите во делот на олеснување на
воспитно-образовниот процес, но да бидат и добра замена за родителите, барем тие 3, 4, 5 часа колку што децата се на училиште да им помагаат во овој дел. Само може да се надоврзам, значи овој процес бара вклученост не само Министерство за труд и социјална политика, не само општина, бара граѓанскиот сектор, бара Министерство за внатрешни работи, Министерство за здравство. Значи, сите ресурси во државата треба да се вклучат за да имаме значи добар процес успешно завршен. Добро, само сакав да кажеме колку дечиња вкупно, на која возраст се, тие се неподвижни, ми се чини. Во Неготино, во Неготино, во Тимјаник, што треба да бидат. Во Тимјаник што треба да бидат 2 се полуподвижни, што не се движат без помош, без поддршка, 10 и 12 години се полуподвижните, 9 и 12 години се двете неподвижни дечиња. Едно е слепо, колку што разбрам. Да. Тие деца на никого не може да му направат не знам штета. како би можеле тие дечиња да наштетат на некого, тие не се движат сами. И во институцијата, во дворот, секогаш се со поддршка. Никогаш не се оставени сами. И тоа се само деца. Да се движат тоа е дете, какви секој нашите деца, какви потреби имаат нашите деца, истите потреби ги имаат и тие дечиња. Само затоа што се со посебни потреби имаат потреба од поддршка. Истите чувства како и нашите. И сите ние, првенствено, зборувам сега како родител, сите ние треба да ги воспитуваме децата, дека не смеат да имат предрасуди. Сите се деца. Во случајот, овде дечињата што се со посебни потреби, им треба само повеќе помош. Не се ништо поразлични од нашите дечиња. На нив им треба љубов, на нив им треба гушкање. Чувствуваат. Тоа го видовме ние кога ги посетивме децата во Неготино. Искрени насмевки, искрена љубов. Што требаше да искочи кога ќе му дадете рака, вие не знаете тоа како веднаш чувствува и реагира, кога пеете песната, мајка му што му пеела, почнува да плаче. Значи тоа се Многу можеме да научиме. Можеме да ги научиме правите вредности за животот на еден човек. Ако сакаме. Ако сакаме, да. Добро, Министерката за труд и социјална политика на службено патување, таа се враќа ноќеска, но во Тимјаник им вети дека за една недела ќе се врати. Јас очекувам дека сигурно сите очекувате дека за тоа време ќе се смират тензиите, ќе се сменат работите. Објаснете ми што предвидува овој проект за деинституционализација. Значи тоа е целокупна една стратегија која што сега се подготвува и која што е продолжение на претходната 10-годишна, која што предвидува трансформација на сите институции за реди за претходната зборуваме за порака со работката со да, таа е 10-годишна, беше 2010 година. Сега продолжува и значи сега со малце позасилено темпо и во кој ќе бидат опфатени сите институции кои што згрижуваат како деца и лица со попреченост, така и деца без родителска грижа. И тука ги споменувам и домот за деца без родители 11 октомври, домот за доенчење на Битола, тука Седемир Капија, Бања Банско, 25 за воспитно-социјални проблеми, Завод за рехабилитација, Скопје, така да сите институции се ставени во самата стратегија и за сите институции ние веќе имаме започната подготовка на така наречени трансформацијски планови. Она што го почињаме на почеток, најпрво е да ги извадиме сите дечиња, бидејќи нашата заложба и на министерката, која што е дадена пред јавноста, е дека нема да има веќе дечиња од 0 до 3 години сместени во институција и дека нема понатаму да има воопшто деца во самите институции, така да понатаму ќе почне процесот со повозрастните кои што треба да искочат да живеат во заедниците. Тоа не е воопшто лесен процес, бидејќи ние треба и на другата страна да изградиме сервиси во самите локални заедници и системи на поддршка кои што ќе можат на овие деца и лица да им дадат соодветно поддршка да учествуваат во животот во заедницата, што кажа Гоце, тоа не е само поддршка од лицето што ќе го чува, тоа е поддршка од самата заедница, бидејќи тоа дете ќе треба да иде во локалната амбуланта, ќе треба да иде кај локалниот стоматолог, ќе треба да иде во школото каде што му е најблиску, значи ќе треба да иде во продавница да купува. Да не е работата од големи институции да направиме повеќе мали, него овие лица да бидат видливи и да живеат по нивен избор во самата заедница, бидејќи Македонија подпишала конвенцијата за правата на лицата со попреченост, каде што има член 18 и член 19, каде што вика дека секое лице има право да бира каде ќе живее и дека секое лице има право на независен живот
и Македонија е потписник на таа конвенција и соодветно треба да имплементира. Значи што ќе се случеше во било кој сега Тимјаник, објектот да го купеше приватно лице кое што во неговото семејство има 2 дечиња со попреченост. Дали ќе се случеше истата реакција? Дали тоа ќе беше прифатено до колите? Тоа е прашањето. Значи ние не може да бираме кој ќе ни биде сосед кога купуваме стан. Значи ние треба да ги почитуваме човековите прави, конвенциите кои што оваа држава ги потпишала и политиката треба да ги тргне настрана рацете од овие теми. Значи има теми многу други во кои што политичарите може да се најдат себе си, но сепак овие теми заслужуваат сите заеднички да работат на истите и да на крајот Македонија стварно достигне ниво каде што правата на луѓето ќе бидат загарантирани. Тоа се планира сите да бидат во мали домови, значи не само мали домови, туку тие може да бидат и сместени во згрижувачки семејства, дел од децата доколку се работи добро со биолошките семејства да бидат вратени во биолошките семејства, бидејќи природна средина за децата е најдобра, но ако нема услови за тоа, сепак згрижувачките се втората опција, третата опција се малите групни домови, додека лицата кои што се повозрасни, кои што се посамостојни, тие ќе треба да живеат само со неопходна поддршка, некој ќе треба едночасовна, некој ќе треба 24 часовна, зависи од колку луѓето ќе може да постигнат нели во нивното способување. Така да тоа е планот. Степенот на попреченоста. Ние веќе имаме обезбедено и делумно станови доделени нели од владата на Република Македонија кои што ќе бидат адаптирани соодветно до крајот на годината во неколку општини во државата. Во кои општини се планира да? Значи имаме станови во Гевгелија, во Штип, во Велес, Кочани, чекаме станови во Струмица, така да соодветно ќе почнеме со подготовка на сите општини и поучени од оваа нели состојба во Тимјаник да разговараме и поблиску и со општината и со сите што треба да бидат вклучени во самиот сервис, но сепак да изградите сервис е тешко, ве Гоце ќе го каже, мислам 10 години патот е стварно исклучително тежок. Затоа правим измени на Законот за социјална заштита каде што сакаме да доделиме повеќе средства на општините за развој на услугите и плюс на тоа да утврдиме методологија која што ќе утврди цената на чинење на самите услуги, така да можеме да бидеме ние како министерство и центри купувачи, обезбедувачи на услугата да бидат или граѓанските организации или било кој што ќе најде интерес тоа да го спроведува и сметаме дека со тоа ќе го подигнеме квалитетот бидејќи од праксата гледаме дека приватните обезбедувачи кои што во моментот имаат договори со министерството како што е Порака, како што е СОС Детско село, на многу подобар и поквалитетен начин можеби ја испорачуваат услугата до крајниот корисник отколку на сметка на државата. Големите институции, државни институции кои што работат по еден шаблон и и тоа е тоа. Значи ние до крајот на годината ќе имаме трансформацијски планови за сите институции, тие ќе бидат софатни, ќе бидат со временски рокови, имаме поддршка од страна на Европската унија, ќе почнеме веќе проект на крајот, УНИЦЕФ, UNDP, сите се на маса. Така да имаме ние редовни месечни состаноци, секогаш сме во Планирате за колку време да заврши овој процес со заводот во Демиркапија? Сега планот и дадената заложба и од подкомитетите за поглавје 19 и 2020 Демиркапија да биде трансформирана. Ние ќе видиме темпото како ќе оди, не е тоа ништо напишано во камен, но сепак ќе инсистираме највеќе и најбрзо што можеме да ги спроведеме тие планови, бидејќи колку е пократок периодот на транзицијата на институциите, толку се намалуваат и трошоците, бидејќи вие ако имате системна институција и систем на сервис во локална заедница, тие се паралелни процеси и двата бараат средства. Колку побрзо ги скратите средствата кои што се на сметката на големите институции, ги пренесете на страната на сервисите во заедница, толку и државата ќе може побрзо да се консолидира. Тоа бара и промена во буџетските ставки, традиционални буџети кои што некоја се давале. Ние за среќа за прв пат оваа година успеавме благодарение на министерката и на слухот на нашите служби во буџетот на нашето министерство има посебна ставка која што се вика деинституционализација, потоа сме први на Балканот и тука можат да се видат реалните пари кои што ќе бидат трошени на овие процеси. И сметам дека сме на добар пат и ако го поставиме ова на добра основа, не треба никој да се плаши, туку само ќе можеме, ја се надевам и на другите да им раскажуваме една успешна приказна која што нели се случува и во другите региони, но при посета на сите земји тоа е сепак се проектно. Не им е влезено детално во буџетите, но сепак ние ако успееме со една буџетска поддршка и со институциите да станат они обезбедувачи заедно со граѓанските организации, мислам дека ќе бидеме на еден добар пат да направиме еден одржлив, стабилен систем кој што сепак ќе им дава подобра услуга и пред се почитување на човековите права. Само да не прекине со смена на власта. Па ако ја поставите на добри основи, не верувам дека може, бидејќи како што го спомнаа колешката проектот со асистентите во настава, значи пред 2 години почна тоа.
и имаше пријавено многу мал број на општини, 2 до 3, каде што беа пријавени само 10-15 асистенти во настава. Откако се расшири гласот дека тоа е добро, оваа година има 18 општини со 140 асистенти. За следната година има пријавено 600 асистенти во 20 или 30 општини. Значи расте бројката и идете вие сега спречете некаде каде што родител добива асистенција, некој да каже јас ќе прекинам тоа. Не, зашто сите гледаат дека тоа е добро и за децата, и за родителите, и за општеството во целина, и дека сепак тоа е патот. Тоа треба да биде составен дел од образовниот процес, значи треба да биде дел од програмите. Дека ваквиот облик на ресоциализација се покажал како успешен, покажува и работата на Порака. Од Неготино, вие рековте од 2008 година го работите ова процесот на деинституционализација. Така, во соработка со Министерството за труд и социјала. Колку корисници досега излегле од институциите? Значи и како е организиран тој начин на живот? Да. Значи ние моментално имаме 86 корисници. Те се сместени во 19 стамбени заедници, 19 стамбени заедници. 9 и 9. 18 стамбени заедници. Тука сте нека. Значи 18, значи тоа се вкупно 86 корисници, од кои 43 корисници се во Скопје и 43 корисници се во Неготино. Најпрво им Порака започнува со, како што кажа Лолита, со дневниот центар во Неготино од 2003 година. Потоа тој едуциран кадар поминал низ за едукации ни и во Хрватска, за да го започнеме процесот од 2008 година на деинституционализација. Започнуваме во Скопје со една стамбена заедница, потоа процесот продолжува во Неготино. Се отвараат стамбените заедници во Неготино, на крај завршуваме со Скопје. Значи сега имаме 86 корисници. И тие доаѓаат од кои 56 се од специјален завод Емир Капија, имаме од на 11 октомври превенцијата Домот за деца без родители. Да, Домот за деца без родители. Има 10 корисници се од биолошките семејства, тоа е превенција од институционализација. Имаме и од пензионерски домови, од Прилеп, имаме од психијатриска болница Бардовци, тројца корисници. Сте имале тешки случаи со тешка попреченост да успешно успеат да се ресоциализираат, да се прилагодат. Секој почеток е тежок. Адаптацијата е тешка. Значи, но само посветеност, љубов, родителски пристап спрема корисниците доведува до успех. Значи, ќе видите примери, има видео. Еве го видеото да го видиме. Една од нив е и Анабела Мередиева, која имав прилика лично да ја запознам. Колешката Ивана Стојкова ја пронајде во нејзината работна активност како го продава списанието Лице в лице. Да погледнеме што има да ни порача Анабела. Ова е Анабела, девојка со ментална попреченост која пред 10 години излегла од специјалниот завод во Емир Капија со помош на невладината организација Порака од Неготино. Таа живее во мал групен дом заедно со уште тројца корисници и скоро 4 години го продава уличното списание Лице в лице. Вели со насмевка и срдечност ги мотивира минувачите да го купат весникот. Работата ја исполнува и ја прави среќна. Среќна се чувствувам, многу среќна и многу ми е убаво тука. Го купуваат, како реагираат луѓето? Го купуваат, стално го купуваат. Некогаш 1000, фаќаме некогаш 2000. Како го продаваме, насмеани лица, така. Така што им велите, како за поголема продажба што така? И викам, повелете, ова е списанието Лице в лице. Анабела израснала без родители и целиот живот го поминала по домови и институции. Насмевката од незиното лице исчезнува кога ќе се сети на тој период и на времето поминато во заводот во Емир Капија. Животот ми беше многу лош. Ме тепа, не дуба, ме малтретираја. Лоши услови имаше. Сите луѓе да ги повелечат од таму од Емир Капија, да ги извадат. Дали еве би сакала да се подобрат условите во Емир Капија за тие луѓе што се таму, да имаат подобри услови? Да, би сакала. Незиниот живот се сменил на подобро откако излегла од таму и почнала да живее во центарот за лица со ментална попреченост Порака во Скопско Волково, а потоа во стан со други корисници. Мисијата на тимот на Порака е да ги оттргнат корисниците од институциите од затворен тип, за да можат да се ресоциализираат, да работат и да живеат активно во заедницата. Тука ми е во Порака Неготино ми е супер. Си продавам секој, одиме на одмор во Љубанище, во Охрид, секоја година. Печатиме чашки, печатиме мајчки, секогаш си работиме.
во земјоделието копаме, садиме патлиџани, се дружиме, смешки си правиме муавет. И така. Посакува да се отворат колку што е можно повеќе вакви дневни центри и мали групни домови, каде лицата како неа ќе бидат вистински згрижени и прифатени. Убаво е, те чуваат, гледат. А кога успешно ќе го заврши денот и ќе ги продаде весниците, сака да се почести по едно кафе на улица Македонија заедно со незината колешка. Анабела не поздрави во брзање за да стигне на часот по модерен танц. Музиката вели е незината најголема љубов и токму на крај не испрати со песна. Тивко свирам за да можеш да ме чуе само ти, колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Да, тоа беше Анабела. Се враќаме повторно во студиото. Верувам дека никој не може да остане рамнодушен на вакво нешто. Во каква состојба беше Анабела кога пред 10 години, ми се чини, ја извадивте, ја земавте од заводот во Демир Капија? И како успеа да се прилагоди? Значи, кога ќе погледнете видеото и кога ќе видите колку Анабела е среќна, ни дава мотивација да бидеме подобри и подобри, да пружиме сета љубов на нашите корисници. Анабела на почетокот беше депресивна девојка. Значи, во институција немала можност да се изрази самата себе, значи не можела ни да ги истакне своите способности, своите вештини. Но, со доаѓање на Анабела во стамбените заедници, најпрво се почнува со едукација, основна едукација во домот. Одржување на хигиена до домот, одржување на лична хигиена, потоа учиме бон тон однесување, добро однесување. Значи, активно низ дневниот центар, каде дневниот центар е тема на сите овие активности, на цел напредок на нашите корисници, сите плански активности се одвиваат во дневниот центар. Имаме база на работилници за каде го мериме напредокот на корисникот. Дневниот центар вие во... Имаме дневен центар во Неготино и имаме дневен центар во Волково. Значи... Добро сте примени од средината во Волково и што се содржи тој центар? Кај што се... Анабела е сега во стан? Анабела може да спомнеме, веќе е значи во стамбена заедница. Има напредок, отидена во стамбена заедница, претходно била... Значи тоа се фази. Значи како што каже Душко, секој почеток предвидува 24 часовна поддршка. Но тенденција е да поддршката со текот на едукацијата, директна едукација на корисникот да се намалува. Анабела со останати 4 другари нејзини е во стамбена заедница во Ѓорче Петров, потполно може да кажеме самостојно со минимална контрола од страна на раководител или на координатор. Значи тие сами готват, сами перат, значи сите активности домашни ги обавуваат сами. Тоа се домашните активности, идат на работно ангажирање во дневниот центар. Дневниот центар е поделен, значи за секој има место и работа. Значи имаме креативни работилници, имаме индивидуална работа со корисникот, едукативна работилница, компјутерска работилница. Потоа имате фарма. Тоа е делот на работна терапија и работно ангажирање. Значи во работна терапија ни се продажба на весникот лице в лице, земјоделие, фарма и разнесување, преземање на донација на пекарски продукти и разнесување во останатите стамбени заедници. Во Неготино имаме собирање и рециклирање на пластика. Тоа е проект кој е поддржан од општина Неготино. Тоа е тоа што во Тимјаник велеа како просјаци ја собираат пластиката, што се изразија така грубо. Тоа е еден од најдобрите проекти каде Неготино, граѓаните на општина Неготино добро го прифатија со добар проект, со добри трибини, значи веќе стана пракса да ги остават пластиката во пред нивните дворови, нашите корисници ги презимаат, а потоа идат на обработка, на балирање, на оделување. И след корисник, значи да работи во таа работилница. Значи ги ваде капачињата од пластичните шишиња. Сите се ангажирани. За сите лица има работа, за сите лица има простор во ова општество, само треба да му дадиме внимание, љубов и да му дадиме да се изрази. Дали во Демир Капија има вакво нешто?
За жал, многу ми е жал што не можам да го кажам истото и за Демир Капија. Со односот на корисници сместени во институцијата и бројот на вработени не соодветствува со условите што ги има порака. Колку негователи има на колку деца? Слушнавме дека во Неготино слушнавме дека тука има 3 деца со една негователка, а таму 30 со исто така една во смена. 30, некаде во некои оддели и 33, на максимум 20 негователи. За 2 смени зборувам. За 2 смени. За една смена. За една смена. Било да е прва, втора или трета. На трета се најчесто еден неговател на целиот оддел. Само да се добрзам. Овели? Во порака на година за 86 корисници, цел персонал, раководен, стручни лица и асистенти, не можам да кажам негователи, заради тоа што кај нас се едукатори асистентите, се 25. Значи за 86 корисници се 25. Потребно ентузијазам. Љубов. Како успевате? Па самите корисници веќе помагаат. Имаме заедници и во Неготино. Имате асистенти од корисниците? Да, тоа се работно веќе ангажирани. Тие се едуцирани да помагаат на корисниците кои се во, така кажано, потешка состојба, во по-стари години. Значи, тие помагаат и на асистентите, а во Скопје и во Неготино исто постануваат и ноќна поддршка. Значи, тоа се по 20 корисници, машко и женско, се менјат, значи 3 тима се, каде одат на смена, значи преку 2 вечери одат на смена во стамбените заедници. Ги учиме на тој пристап, дека мораме меѓусебно да си помагаме. Ние сме сите една голема фамилија, родителскиот пристап пред се. Значи, тоа е тоа. Научени се да си помагаат. Научени се да си помагаат. Како е општината инволвирана во сето ова? Општина Неготино е очигледно единствена општина која се адаптирала на сето тоа и ги прифатила корисници. Па токму така, еве Гоце. А Тимјаник е толку близко на километар или 2 до Неготино и тоа е апсурдот на целата таа ситуација. Па Гоце проговори веќе за еден од проектите кои што ние можеби има 10 години уназад од кога е тој спроведуван проект и тој беше благодарение на со поддршка на Болцман, Институтот од Австрија и Министерството за труд и социјална политика и општина Неготино како кофинансиер во целата оваа приказна. Лицата беа оспособени ни соодветни обуки за работно ангажирање, за собирање, за складирање и за балирање на пластика. Со тоа научија многу вештини, а исто така влијае и врз самата свест кај местното население да го почне процесот на селектирање на отпадот. Каков е односот на местното население? Тоа веќе станува пракса, веќе населението ги собира тие во посебни делови во кутии или во посебни вречи и ги доставува до самите корпи за отпадоци и знаат дека тие поминуваат тука, ги собираат и ги носат. Истото се случува сега, имаат набавено некоја машина за рециклирање на хартија и тоа се поттикнуваат сите институции во општина Неготино кои што може да допринесат, кои што имат вишок на хартија, а ги има многу. Тука се училиштата, тука е општината, тука се градинките кои што имаат вишок на хартија, кое што се насочува да биде дадена за потребите и тоа се една од формите на самоодржливост. Тие се многу креативни и имаат измислено форми на самоодржливост. Тука е големината на порака, тука е нивната инвентивност и креативност во делот на нивната одржливост, што е ретко и што можете да го забележите во денешново обстојување. Исто така во рамките на активностите кои што општината ги превзема во овој правец е да ги насочуваме на пример одредени донации на меѓународни организации или на некој бизнис компании, нешто кои што може да помогнат на било каков начин. Некој со производи, некој на пример со опремување во некој дел или нешто слично. Тука е улогата на општината која што треба да го направи тоа поврзување. Не велам дека се е на највисоко ниво. Сигурно дека ако ја прашате порака, луѓето од порака, секогаш може да биде подобро, секогаш можеме да дадеме повеќе, но во рамките на можностите, во рамките на надлежности и во рамките на она што може општината да го прави, го прави. Велам дека може и повеќе. Што прави населението? Како е односот? Не само кон овие активности, него комуникацијата со нив. Па прифатени себе, ја би сакала да е во Неготино веќе нема дискриминација. Каде да поминам, значи пошто често патувам во Неготино, само пофални зборови, дека се најдобри другари со корисниците наши, значи супер.
значи како да ви кажам, ама самиот проект предвидува и одржливост на нашата организација. Тоа е. Следно, значи финансиските средства, како обстојувате, колку добивате од Министерството? Значи веќе не е тајна дека Порака Неготино е најевтин давател на услугата домување со поддршка во заедницата. Значи, 1/3 сме поевтини од специјален завод Демир Капија. Така ли? Тоа ако гледате грубо гледање на трошоците, ама никогаш не е така и не може да ги испоредите трошоците што се даваат 18.000 со трошоците што има поголеми услуги, се даваат поголеми услуги затоа... отколку во една гломазна институција. Овој процес е поскап. Па ние кога сме ги правеле проценките и е поскап, бидејќи бара поголем број, значи сите тврдат дека процесот на деинституционализација е поевтин отколку институциите, но кога ќе ги направите реалните согледувања, тие се многу приближно тука. Како ги направите реалните согледувања? Значи има пресметки во секторите за буџет, кога пресметувате колку треба да дадете за одржување на еден стан, вработени внатре по корисник, храна. Колку добива едно лице кое што е во Порака, колку добива? Ама не е исто, значи во институцијата не можете да пресметате, не може да пресметате по лице никогаш. Значи трошоците се сосема различни отколку трошоците во еден стан. Значи историското правење на буџетот не може да се пресмета, секогаш луѓето пресметуваат колку има корисници, по колку троши годишно институцијата, што не е така, бидејќи институцијата има созема и други расходи, и трошоци, и многу други работи влегуваат внатре, така да сепак од нашите анализи е направено дека приближно исто ќе биде ако немате институција, а имате сервиси во заедницата. Само што со напомена дека еве како што кажа, лицата стануваат посамостојни, услугата е многу подобра, тука се чувства институцијата, сите ги шишат исто како да се во затвор, значи институциите се исто седат лица само без судска пресуда. Значи тие сите имаат исти фризури, не знаат која е нивна гардероба, немаат свој собствен простор, тука луѓето стануваат стварно индивидуи кои што имаат своја самопочит, имаат своја... Ја ќе кажам пример, значи ние имавме проект во Струмица, во Бања Банско, скоро една година, каде што заедно со UNDP и со Австриската агенција пробувавме да имплементираме работна рехабилитација на лицата сместени во Бања Банско, кои што се лица со телесно оштетување и интелектуално сочувани. Во тој проект беа вклучени и лица од Порака Неготино кои што живеат во заедница, значи тие кога влегоа во Бања Банско, прво беа многу поопуштени, им преоѓа одма на луѓето да се поздрават, се запознаат, додека другите, овие што се сместени во институцијата, беа многу позатворени и беше повеќе страх, така да се гледа влијанието на заедницата и нас да не затворат некаде сами да седиме, кога ќе искочиме, нема да знаеме што да правиме. Не, прашањето ми беше да не е реалната сума што ја добива Порака во однос на стамбени заедници. Не е реална, затоа ние правиме методологија која што ќе го утврди трошокот реален, значи во моментов правиме методологија во која што ќе се определат цени за сите услуги и по тие цени веќе ќе се склучуваат социјални договори со сите кои што сакаат да испорачуваат услугата. Но сепак во самиот сервис ќе треба да има и собствено учество од самите провајдери на услугата и тие мора да најдат начини да бидат самоодржливи и да се трудат, нели, со своите активности и да произведуваат и да враќаат назад во самиот сервис, бидејќи сепак ја преземаат улогата на државата, а сепак треба да се трудат само одржливи да бидат. Па добро, ама и тоа го ниве. Јас видов еден документарец, немав прилика да отидам, но ќе дојдам да видам како живеат во центарот. Имаат теретана, имаат активности, имаат... Ама они може да добијат од државата средства за минимум квалитетна услуга. Со сето она што ќе го допринесат, они ќе си го качат стандардот на услугата и тоа е идејата во тие договори со надворешни партнери. Тоа го прави Покров Струмица со зависници. Тој има рано градинарско производство што нема такво во Македонија. Сам произведува струја, сам произведува вода, продава сега и во Зегин здрава храна. Значи тоа е еден они без поддршка од државата направи чуда, а камоли да има договори каде што значи државата прави стандард, каде што вика ова е минимумот, јас за толку имам пари, но сепак они ако успеат да произведуваат и производствено да настапуваат на пазарот, ќе можат квалитетот да го подигнат нагоре. И уште една новина која што е ставена во новиот предлог за закон за јавни набавки, каде што овие организации и компании кои што ќе вработуваат 30% лица од радливи категории ќе имаат резервирани јавни набавки и дополнително граѓанските организации кои што работат во сферата на социјала, здравство и образование ќе имаат 3 годишни јавни набавки кои што ќе ги даваат државните институции. Сметам дека сите активности кои што се преземаат се во насока на поголема одржливост на ваквите сервиси и нашата интенција како министерство е токму таа да се ослободиме од ние да бидеме даватели на услугите, туку ние да ги поставиме правилата, да ги обезбедиме средствата, други да ги спроведуваат, а мониторингот да биде од страна на државата. Тоа е иднината и тоа ќе биде имплементирано со новиот закон, кој што треба да биде на сила од 1.1.2019.
Добро, како и законска обврска е како даватели на услуга да организираме и работно-производствена дејност. Тоа е добро за користителите. Имате ли работа? Да, више може да се пофалиме, ние сме на Чекор, поблиску до едно социјално предпријатие. Во Скопје, во Волково, имаме фарма со кози, произведуваме млеко, а имаме и фарма со кокошки, каде имаме дневно по 70-80 јајца. Во иднина планираме тоа да го зголемиме. Директни извршители на оваа работа се нашите корисници, едуцирани. Помина, благодарение, вклучени се во сите проектни активности, што ги предвидува и Министерство и другите невладини организации. Помина професионална рехабилитација. Пред тоа преку Министерство помина проект на професионална рехабилитација стрикно за одгледување на компир. Ама и поедата е и да создадат работни вештини да создадат и за тоа самостојното живење со подршка треба да стане самостојно живење без подршка. И ако може тој да научи да работи, да се вработи, тој треба да живее исто како сите ние и самиот да си заработува, самиот да си плати сметки. Значи тоа е крајната цел на сите процеси на оние што може. Сега сме веќе и така поделени. Значи, стамбените заедници во Волково функционират. Последен стадиум е влева во центарот за самостојно живење, пред да испадне самостојно да живее во град. Одиме со реклами, па се враќаме повторно во студиото. Се враќаме повторно во студиото. Говориме за случајот во Тимјани, говориме за лицата со попреченост и нивната ресоциализација во општеството. Дали сметате дека и лицата кои што излегуваат од Заводот во Демир Капија или од другите институции треба да бидат подготвени на новата средина? Секако. Неколку месечни подготовки имавме за пред да излезат дечињата од страна на стручни лица. Интензивно работеа со дечињата, на првенствено се водеа на индивидуалните потреби на секоја од дечињата. Мислам дека секое излегување на било кого треба да тргне од индивидуалните потреби на поединецот. Но и тоа е еден шок за нив, едно нешто ново.
Овој пат Сепак, имавме позитивно иако е искуство добро, со тоа, со промената на средината, имавме позитивно искуство, децата беа За Неготино пресрекни, зборуваме, да. Децата беа пресрекни и тоа може да се види. се гледаше на нивните лица. Да. Па и Полни еден- бевме, сите бевме полни со емоции. Не очекувавме и ние. И таткото на едното дете и самиот кажа, вика, не може да го препознам детето, колку е поопуштено, радосно, Со насмевка. со насмевка, да, само... Другото дете го заприметив, ја пипкаше топката, насмевка му се гледаше на лицето, иако е непокретно. Да, вчера бев да ги видам како се, добри се, како што ги оставивме, исто се прекрасно. Насмејани се, тоа е најбитно. Лежат на чисти постелнини, Имаат се околу нив имаат што им се треба. што им е Имаат ли потребно. такви колички имаат во заводот? играчки, секој си има свое катче до креветчето, си има свој простор Колички за имаат, играчки, така. да, со сликовници, со различни едукативни материјали. Имаат нон-стоп поддршка, 24 часа имаат поддршка, имаат поддршка од физиотерапевт, Добро, пошто се работи со работи нив за дефектолог, да, физиотерапевт. дефектолог. Ништо не им Ги има ли недостасува. тие услови во заводот за Демир Капија? Спомнавте дека Спомнав не претходно, да, да. колку вработени има вкупно и колку од тие се администрација, колку се стручни лица за да работат со Така. овие лица. Вкупно вработени во моментот сме 127 лица, од кои околу 50 од тие 127 се негователи, а мал дел се администрација и помошно-технички персонал, остатокот се стручни лица. Имате ли стоматолог? Имате ли лекар? Да. Од пред некој месец имаме стоматолог што доаѓа редовно на До повик. сега немало? Немаше. Лекар дали имате, бидејќи со години таму немаше лекар? Така, да, имаме лекар од локалната заедница. Го викате на повик? На повик го викаме, кај Но него таква се сите институција корисници. треба да има, Да, тој е треба да матичен има. лекар. Да, во преговори сме да донесеме лекар во институцијата. Заедно со Министерство ќе направиме напори и да имаме и лекар. 24 часовна поддршка, бидејќи кај дел од корисниците вистина имаат потреба од примарна здравствена заштита. Има и возрастни? Има и возрастни деца? лица, има и возрастни лица. Условите се такви. Работите ли на подобрување на условите? Секојдневно, да не биде да, она тоа се сакав такви да какви кажам, што се. секојдневно се работи, интензивно се работи на хигиената, пошто знаеме каква е институцијата. Години наназад, морам да кажам, години наназад ништо не е променето. Имавме неодамна градежен зафат, Да, и објектите се во исклучително во еден од тешка одделите, состојба. да, кој што беше во очајна состојба, можам слободно да кажам. А кога станува збор за дечињата, ги преместивме во нов оддел, кој што беше реновиран оддел, далеку подобар. Го адаптиравме, така да прво обрнавме внимание на безбедноста на тие дечиња, затоа што дел од нив се хиперактивни. Го адаптиравме просторот од безбедна гледна точка, нова постелнина, нови душеци, заедно со Министерство обезбедивме, Значи, се со цел почнуваат да ги работите да се менуваат помалку, почнуваат. додека не се случи таа ресоциализација, рековте има вкупно 216. 216 корисници има во Во моментот. изминатиот вкупно. период заводот беше на тапет токму заради зголемениот број на смртни случаи. Имаше последниот случај, ми се чини, беше заради запоставеност од персоналот, смртен случај, ми се чини 2016 или Да. 2017. Сето тоа е нотирано во извештаите на Народниот правобранител, на Хелсиншкиот комитет. Дали работите на подобрување на ова? Најголем акцент се стави на тоа. Со самото мое доаѓање, најголем акцент се стави баш на грижата и превентивата од такви работи. Значи, корисникот пред се. Тоа е мотото. Добро. Корисникот пред се. Дали Министерството на кратко планира некои други проекти вака во сличен контекст за други институции? Па ние сме во фаза на стварно еден сеопфатен Се реформски зафативте. процес, да, со многу полења, кога збориме за лицата со попреченост,
сметавме дека најбитно е да се развијат тие индивидуализирани сервиси на поддршка, бидејќи не само за лицата што искачаат од институциите, туку и оние биолошки семејства кои што имаат деца или лица со попреченост во своите домови, бидејќи не смееме да ги заборавиме, бидејќи процентуално најголемиот број на деца со попреченост се сместени во своите биолошки средини и таму и треба и да останат, бидејќи таму љубовта и грижата на биолошкиот родител е најголема и затоа започнавме да воведуваме програми кои што како што е персоналната асистенција, планираме идната година да развиваме помош и нега во домашни услови што ќе се однесува пред се повеќе за лицата со интелектуална попреченост и стари лица, персоналната асистенција наменета за лицата со телесно оштетување и потполно слепи лица, таа веќе и се случува, течат обуките на невработените лица и веќе од средината на јуни ќе почнеме ги спојуваме корисниците со оние што ќе ме даваат асистенцијата за да таа почне реално да живее. Она што ме радува при овој сервис е дека тоа се комплетно буџетски средства на Република Македонија и дека не се проектни и дека тоа само ќе се шири во иднина. Така да кратко само дали министерството ќе се откаже од Тимјаник, од центарот во Тимјаник, доколку и понатаму има отпори зашто еве гледаме дека, слушаме дека се менуваат работите, има понуди од градоначалниците на Валандово и на Куманово, има понуда од индивидуално лице, од еден лекар кој што исто сака да го остапи својот простор. Одите до крај со Тимјаник? Значи, јас не можам да кажам крајната одлука, сепак тоа се разговори помеѓу министерката со местното население и сепак целата одлука треба да искочи од тие заеднички разговори. Што ќе биде после ќе го употребите максимумот, ќе го искористите. Ние ќе се обидеме да ги убедиме и дека тоа не е ништо страшно и дека да им кажеме, но сепак треба да биде заедничка одлуката. Не би сакале да наметуваме едностранно решение, бидејќи не е добро да донесете некој во средина која што непријателски ќе се однесува према нив. Така да сметам дека министерката ќе го искористи својот капацитет и општината заедно да видиме дали ќе успееме да го отвориме. Наша интенција да го отвориме, бидејќи таму веќе се вложува и сакаме да ги извадиме ветечиња, но сепак крајното ќе биде заедничко и така е најдобро, бидејќи ние сепак сакаме да имаме пријателски односи со сите општини во околината на Демиркапија, бидејќи тие ни се партнери во реализација на целата состојба и треба да сватат и жителите на општините и самите општини дека тоа е потенцијал за понатамошни вработувања, бидејќи во тие сервиси ќе работат локални жители, продуктите што ќе се набавуваат ќе бидат нели пак во таа локална економија и сметам дека тоа е една основа за обезбедување на работни места во тие сервиси кои што видиме ќе се развиваат околу. Веќе завршуваме, има ли некој од вас само порака на граѓаните на оваа држава да им каже во врска со сето ова, во врска со лицата со попреченост? Тоа се надевам дека ова ќе прекине, Македонија е хумана нација. Тимјаник ќе докаже дека ќе бидат најголеми пријатели на овие деца и на лицата со хендикап. Да, и ние максимално ја поддржуваме политиката на деинституционализација, политиката на Министерството за труд и социјална политика. Веруваме дека ќе продолжиме успешно и дека Тимјаник ќе биде едно минато во оваа работа, која што ни се случи неодамна и дека многу брзо ќе покажеме дека свеста е променета, затоа што во Тимјаник, како и во сите други средини, постојат многу хумани, добротворни луѓе, кои што со своите постапки и однесувања направиле во многу на овој план. Добро, ви благодарам на сите што бевте во студиото. Вам, почитувани гледачи, исто така ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму да ги следите програмите на 24 телевизија. Пријатно!